Добар ден на сите. Денес имав прилика заедно со колегата Николовски, со тимот на економија и земјоделие да разговараме директно и да ја следиме ситуацијата на производството на масло за јадење тука во Велес. Имајќи во предвид разговорите што ги имавме, отворени, транспарентни разговори, во моментот, значи состојбата е многу стабилна по делот и на снабдување со сончокрет на трговците на мало, воедно на маркетите, а дополнително на тоа се одвива стабилно и континуитет и увозот и на сончокретовото масло, зборувам за суровото, за потребите на производството, за домашните капацитети, а секако дека со последните одлуки на владата кои се прават согласно точни анализи помеѓу Министерството за земјоделие и Министерството за економија, веќе е почнало да се указува и рафинирано масло за јадење од страна на нашите соседи, но не само, имајќи го предвид укинувањето на царинската стапка, веќе почна да дава резултати заради тоа што и почнало да имаме и увоз и од други држави каде што имаше царинска стапка од 29%. Во тој дел, значи, мерките на владата, како што се во терен, ги дават соодветните резултати во однос на количините, ги имаме сите количини во домашниот пазар потребни за нашата потрошувачка, а дополнително на тоа, значи, работиме и на дополнителни мерки се со цел да се зголеми и производството на сончокрет, а секако дека наша цел и како Министерство за економија и како влада е дополнително да се зголеми производството од нашите домашни капацитети, имајќи во предвид дека имаме 3 компании кои произведуваат масло од сончокрет во нашата држава, а секако дека во одреден период кога ќе се стабилизира, значи, пазарот во регионот, а посебно и во Европска Унија, овие наши компании да станат уште поконкурентни, уште по-профитабилни, а со тоа секако дека да воведуваат и други производи, а секако и да и произведуваат во подобра цена. Министерството за економија, владата на Северна Македонија ја следи ситуацијата во дневна база. Министерството за земјоделие не информира секогаш во однос на одлуките и заеднички ги носиме сите одлуки во интерес на потрошувачите, во интерес на граѓаните на нашата држава.